Добро вечер во емисијата 360 степени наосад. Различни теории на заговори и приказни се плетат за наводната позадина на пандемијата со новиот коронавирус. Во земјава се чини едни од доминантните наративи се дека кризата и фокусот на јавноста на неа се користат за да се внесат и населат мигранти во земјава. И еден друг наратив дека епидемијата е покритие за инсталирање на 5G мрежа, која според тврдењата на оние што ја форсираат оваа верзија е штетна за здравјето на луѓето и другиот жив свет. Вечерашново издание го посветуваме токму на темата за 5G и сите контроверзии што ја следат. Освен ластовичките, годинава со доаѓањето многу доцнати штраковите. Тоа Г-то го нема, порно ќе биде. Ставија у Скопје G5 антената, 5G тие како ја викат, 5 giga. Ставија у Куманово 5 giga, гледаш по самата мреја народо. Не ме изненадува фактот и тоа што луѓето веруваат дека и го поврзуваат коронавирусот со 5G технологијата, особено во вакво време на неизвестност. Новинска статија од Српски вестник при посетата на Никола Тесла од 1892 на Белград. Насловот е "Луд научник од српско потекло ја посети Србија". И во научните кругови така завршува статијата, се согласни дека така наречениот научник Никола Тесла е срам за Србија и се надеваат дека неговото име никогаш повеќе нема да биде доведено во никаква врска со српската нација. Од 5 најголеми производители на 5G опрема, 4 од тие 5 всушност се од немато земји, а двата најголеми или оние што веќе најдобро котираат во секторот за 5G за имплементација се всушност од Кина, така што Кина и НАТО немаат баш некоја корелација. Именно јас секој ден седам во лаборатории се зрачам со различна плејада на бежичните технологии, па сега дури и косата ми стои на глава. Останете со нас, дебатата почнува за кратко. Гледате 360 степени. Темата за воведувањето 5G мрежа во Македонија, наративите за нејзино штетно влијание врз здравјето на луѓето и животната средина, ставањето на ова прашање во контекст на актуелната криза со коронавирусот се прашањата што ќе ги дебатираме вечерва со Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Инаку електроинженер и тоа токму во областа на електрониката и телекомуникациите. Па да, и конечно некој да ме викне на емисија што е од она што го учев и што сакам да го работам, а не толку за администрација и други работи. Валентин Раковиќ, исто така електроинженер, доцент на факултетот за електротехника и информациски технологии, раководител таму на лабораторијата за бежични и мобилни мрежи. Дали добро ве представив? Да, благодарам на најавата и добро вечер. Во лабораторијата се вршат истражувања од најразлични типови поврзани со бежичните комуникации, меѓу кои се и 5G мрежите. Имено да, постои тековен проект кој што се извршува во нашата лабораторија за 5G, но не сум јас раководител на тој проект. Тој проект го раководи професор доктор Лилјана Гавриловска. Но јас сум активно вклучен во самото действување и извршување на берекол истражувачките задачи. Исто така имав чест да бидам поканет во Соединетите Американски држави во еден на најпрестижните универзитети кога станува збор техничките науки, тоа е Georgia Institute of Technology, каде што всушност и работев на специфични концепти поврзани со 5G. Добро, ова се верувам доволни референции за публиката да разбере дека имаме релевантен соговорник вечерва. Благодарам што сте со нас. Ја имаме и Росана Алексовска, шефица на проектот за борба против лажни наративи или скратено F2N2. Оваа иницијатива постои некаде од 2018 година. Алексовска, добро вечер и добре дојде и за вас. Добро вечер, Васко, и добро вечер на вашите гледачи. Вие сте фокусирани на анализа на лажните наративи, поврзани со ова, се разбира и со други теми, главно на социјалните мрежи. Вие ќе ни бидете, мислам дека од голема полза вечерва во оваа дебата.
Се надевам дека покрај информациите од експертски аспект, кои што ќе ги даде професорот и министерот, ќе може да им објаснам на гледачите за тоа како функционираат дезинформативните кампањи. Добро, предлагам пред да ја почнеме дебатата да видиме еден прилог кој го позајмивме од колегите од телевизијата Стар од Штип, за кој што мислам дека е многу тесно поврзан со темата за која што вечерва ќе разговараме, 5G. Април ја полни првата декада, а ластовички годинава се уште никој не видел. Се случува ли нешто со инстинктот на птиците или со природата? Дали приметено дека ги нема ластовичките? Да. Што дојдеме? Да. Па имам приметено и славиите ги нема, не само ластовичките. Дали досега се случило нивното доаѓање тие толку да го одложат и што според вас е причината? Тоа Г-то го нема, порно ќе биде. Мислите дека е поради тоа? Да. И разбира се, знаеме сите зашо е тоа, така? Значи некој ни прави шо сака, а ние мора да трпеме и тоа е тоа. И они се загрозени на крај од сето тоа. Но, освен ластовичките, годинава со доаѓањето многу доцнати штраковите. Во нивното омилено место, Чешиново Облешево, нив ги има невообичаено малку во споредба со минатите години. Дали има 5 штрка у цело село? Нема, ги болеста. Има помал број се, нема тај број. Креа од короната. Ставија у Скопје G5 антената. 5G, тие како ја викат? 5 giga. Ставија у Куманово 5 giga, гледаш почнаа да мреат народот. Народот ќе се освесте малку. Времето и за ни така влија и готово. Нема што да јадат. Нема вода више, нема. Има или нема мала мистерија, открива науката. Првите ластовици, првите штркови се одамна дојдени. Тоа не значи дека главнината на популацијата е пристигната, се уште трае миграцијата пролетна, таа ќе трае во текот на април, за некои видови други во текот на мај. Така да, за прилика 2 седмици од сега би очекувале повеќето од териториите, повеќето гнезда, повеќето платформи да бидат зафатени. Можно е ова заладување во претходната седмица да го одолжи овој период, теоретски возможно дури да предизвика и помасовна смртност, меѓутоа за тоа ќе знаеме дури некаде на крајот на месецот, доколку воопшто нели биде регистрирано такво нешто. Ете, ова беше прилогот од ТВ Стар од Штип. Прв за коментар го прашувам министерот Манчевски. Не, стварно искрено зборам, уште се смејам на прилогот. Но знаете како, луѓето имаат прилично генерално страф од непознатото. И 5G е нова технологија, секогаш се предизвикуваат страф кај луѓето, без разлика за што се работи. За земја од друга страна што е најниско на рангирањето на PISA, тоа е колку сме образовани како нација во европски рамки, мислам дека имаме најголем број на експерти по глава на жител за било која тема. Но мислам дека ваквите емисии како вашата, каде што имаме релевантни соговорници, еве тука ќе се тргнам ја на страна, зборувам за другите гости, навистина придонесуваат за да вистинската приказна се покаже. Но овој прилог е само сакам пластично да објаснам како изгледала појавувањето на струјата на крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, кога се имплементирала во целиот свет. Еве најдов една новинска статија од српски вестник при посетата на Никола Тесла од 1892 на Белград. Тоа е една од ретките негови посети таму, каде што насловот е "Луд научник од српско потекло ја посети Србија". Одседнува во хотел, ги запалил зидовите од хотелот експериментирајќи со молњи, како што викаат, и ова е интересно. И во научните кругови, така завршува статијата, се согласни дека така наречениот научник Никола Тесла е срам за Србија и се надеваат дека неговото име никогаш повеќе нема да биде доведено во никаква врска со српската нација. За да денеска го имаме аеродромот во Белград, кој што се вика Никола Тесла и си да знаеме кој е тој. Да. Но замислете си каков цивилизацијски шок бил за луѓето, илјадници години претходно палиле оган за светло и одеднаш едно копче стискат и се пали светло. Во многу и научни, но и технолошки бизнис кругови, имплементацијата на 5G технологијата се гледа за следниот револуционерен чекор во технологијата после воведувањето на електрична енергија, на струјата. И навистина можностите кои што ни ги пружа оваа технологија се на прилично слично рамниште.
Иако денеска затоа што имаме веќе мобилни и други технологии, луѓето може не го гледаат тоа дека е така, но навистина можностите се огромни. Професоре Раковиќ, што би бил вашиот коментар за ова што го видовме од видеоприлогот? Па, мислам дека е рефлексија на реалноста. Таа реалност е всушност фактот дека високотехнолошките концепти се повеќе пенетрираат во секојдневниот живот на обичниот граѓанин. И со таквата пенетрација всушност ние сме сведоци на еден, би рекол, информативен јаз кој што постои помеѓу крајниот корисник и самата технологија. Имено, всушност, може би знаеме да ракуваме со мобилен телефон, но дали знаеме како самата технологија всушност се однесува во позадина. Тоа се два дистинктивни различни аспекти кои што лесно знаеме да ги побркаме, би рекол, во денешницата, ќе бидеме сведоци на би рекол на уште по саркастични на некој начин концепти кои што ќе се случуваат и во иднина со воведување на нови револуционерни технолошки концепти. Мислам, само причекате мое видување да е за една деценија, ќе видите каква параноја ќе се случи во дело за вештачка интелигенција. Мислам, тоа се неминовни чекори, како што рече и министерот Мачевски, кои што се случувале во историјата, ќе се случуваат и во иднината, но мислам дека со почеста фреквенција. Исто така би се надоврзал на коментарот на министерот околу, би рекол, круцијалноста на оваа технологија. Имено 5G се пикира, би рекол, се идентификува како главниот катализатор или двигател на четвртата индустријска револуција. Знаеме дека секоја индустријска револуција внесува огромен скок во начинот и во квалитетот на животот. Всушност 4G би требало или идентификувана како главен, како што реков, катализатор на четвртата индустријска револуција. Така што неминовно е да очекуваме кога станува збор или кога доваѓаме во допир со толку напредна технологија дека ќе се појави некоја скепса кај обичниот граѓанин. А Лексуска, кога го видовте прилогот, бевте изненадени? Воопшто не бев изненадена, заради тоа што прво што сакам да кажам е дека не смееме да им судиме на луѓето, заради тоа што сите ние сме жртви на дезинформациите. Не ме изненадува фактот и тоа што луѓето веруваат дека и го поврзуваат коронавирусот со 5G технологијата, особено во вакво време на неизвестност, кога луѓето се загрижени за сопственото здравје и за здравјето на нивните најблиски. Многу е природно да бараат дополнителни информации, да читаат, да гледаат и да следат. Меѓутоа, проблемот е што нашиот информацијски простор, особено онлайн просторот, е премногу контаминиран. И како што кажа и министерот, постои тој страв од неизвестност, од една страна, од друга страна е загриженоста и од трета страна е изложеноста на сите нас и на граѓаните на тие дезинформации кои што доаѓаат од различни интернет портали и од социјалните мрежи. Дополнително што проблемов е глобален, не е само Македонија предмет на овие дезинформации, меѓутоа она што е важно е дека во секоја земја на ваквата дезинформацијска кампања и се дава и одреден локален контекст и локални елементи. Благодарам за сега. Манчевски, мислите ли дека може би владата малку доцни со евентуално информативна запознавачка кампања за граѓаните за 5G? Ние го усвоивме националниот оперативен бродбенд план уште на крајот на 2018 или почетокот на 2019 година, не ме држите за збор, во кој што дел од овој национален оперативен бродбенд план е и планот за деплојмент, односно за имплементација на 5G мрежите кај нас. Тој е усвоен, имавме многу јавни дебати на оваа тема, да, тие беа прилично експертски, ако беа јавни отворени за кој сака да присуствува, меѓутоа нормално беше дека интересот беше кај луѓето од фелата.
И сега јавноста во тој момент очигледно не се заинтересира за темата, да бидам искрени, кога зборуваме за некакви вакви технолошки теми, нема некој голем интерес за јавноста. Но токму она што го кажа и господја Алексовска е точно дека сега сме предмет на една прилично би рекол организирана, не би можел да кажем од кој извор, кампања за ширење на лажни вести во однос на 5G. И се поврзува тоа и со коронавирус и така натака. Пред 3 недели имавме кампања во која што сите врапчиња умреа заради 5G. Меѓутоа факт е дека 5G активна мрежа во моментот во Северна Македонија нема. Тоа објаснете го во овој момент каков е статусот на прашањето за воведување на 5G мрежа во Македонија. Во овој момент во Северна Македонија нема активна 5G мрежа. Имаше еден тест период од само неколку дена или недели во декември 2019 година, кога Телеком тестираше 5G на една многу ограничена територија и ги измери резултатите и толку беше. Значи, и пред, и после тоа, немало активни 5G мрежи кај нас. Што покажа мерењата? Се мереше зрачењето, така? Се мереше, они го мереа, значи Телеком тоа го правеше за нивни потреби, го мереа брзината на проток на информации, количината на информации, како функционира мрежата, тоа го правеа за нивни комерцијални потреби. Не беше тоа, не знам, некој научно истражување. Меѓутоа, 5G мрежите, значи прво, еве кај нас нема во моментов ни една активна 5G мрежа и немало, што се вика на некој подолг временски период. Од друга страна и во голем дел од овие земји каде што па и се јавија одредени сомнежи, еве ќе земам за пример Белгија. Брисел го закочи имплементација на 5G мрежата во Брисел, но остатокот од Белгија е покриен со сигнал. Значи не се работи за нешто што не постои во светот. Во Соединетите американски држави има активни 5G мрежи. Во Швајцарија, кој што исто на дел од територијата се јави одреден сомнеш и рекоа чекајте, сакаме да видиме што се случува, на остатокот од територијата има активни 5G мрежи и во редици на други земји. Така што можам да кажам дека, да бидам искрен, не ни очекувавме дека кај нас ќе се јави нека таква поголема дебата во која што ќе има оваков сомнеш во однос на 5G мрежите. Да, треба да ги адресираме сите загрижености, треба да објасниме на граѓаните дека да ги адресираме нивните проблеми каде мислат дека има проблем, треба да дадеме соодветни одговори, но никогаш не се надевавме дека треба да водиме активна кампања за 5G мрежа за имплементација. Но веројатно ќе треба. Ги изгледа. Добро. Професоре Раковиќ, што е 5G мрежа и зашто се користи и треба да се користи? Значи, кога станува збор за еден бежичен комуникацијски систем, може да го поделиме, би рекол, на едни два основни столба. Едниот столб е физичкиот начин на пренос на информацијата, тоа е преку зрачење на електромагнетно поле и начинот на кој што се зрачи во кој централен опсек, односно на која фреквенција и така натаму. И вториот дел е всушност, или вториот столб е оној цел технолошки развој или цел еден комплексен екосистем од алгоритми, протоколи, начини за процесирање на сигнали и така натаму, кои што ви ја дефинираат технологијата. Сега, што е 5G? Во однос на овие два столба, ако го споредиме 5G со минатите типови или генерации на мобилни системи, би рекол дека 5G има драстичен скок, еволутивен, пред се во овој вториот столб, каде што се наоѓаат протоколите, каде што се наоѓаат тој начин на процесирање на сигнали и така натаму и така натаму. И од него примарно доаѓаат сите предности кои што 5G ги носи. Ако се вратиме на првиот столб, да, ако го споредиме 5G со претходните технологии, ќе сватиме дека 5G начинот на кој што ја врши таа трансмисија е дополнет во однос на, да речеме, на 4G. Што мислам дополнет? Освен што се користат оние опсези или фреквенции кои што денешните комуникацијски системи веќе ги користат, значи тука се LTE, Wi-Fi, Bluetooth, сите што ги користиме денеска, NFC и така натаму, ќе користи еден повисок дел од опсегот, или така наречен millimeter wave опсек или опсек на милиметарски бранови. И тука всушност се ослободуваат големи пространства за големи, огромни, би рекол, комуникацијски брзини и така натаму. И проблемот всушност што се јавува кај населението генерално заради 5G, всушност заради овој millimeter wave,
кој што генерално, иако е нов опсег во, би рекол, во мобилната теристријална или земска комуникација, тој веќе се користи како опсег во сателитски комуникации, во радарски системи, веќе постои од 2000, тамо 2014 е стандардизиран и во употреба, така наречен WiGig стандард, еден тип на Wi-Fi, кој што реално го користи истиот тој опсег, така што фобијата од тоа дека ќе бидеме израчени од повисоки централни фреквенции е релативно неиздржана, бидејќи веќе се зрачиме константно со ред на комуникацијски технологии. Сега околу она што треба 5G да обезбеди. Како што реков, 5G треба да е тој катализатор или двигател на четвртата индустријска револуција и треба да обезбеди една нова плејада на сервиси кои што денеска не може да ги користиме. Од тип на холограми, виртуелна реалност, гейминг концепти кои што денеска се уште не се користат, автоматизација од секој аспект, значи автономни возила, автономни роботи, автономни дронови, автономни фабрики, понатаму концептот на интернет на нештата, односно паметни градови, паметни домови, персонализирано здравство, концепти на кои што всушност машинското учење и вештачката интелигенција ќе ни помагаат во секојдневниот живот и така натаму. Значи ги има безброј нови сервиси кои што ќе внесат новина со 5G и всушност ќе го револуционизираат самиот начин на живот на секојдневниот граѓанин. Веќе делумно го допревте прашањето за тоа дали има простор воопшто да се стравува за тоа дека оваа технологија може да биде опасна по здравјето на луѓето, но и на другиот животински свет. Видете, игнорантно е како научник да ви кажам децидно да или не, поготово кога се наоѓаме во еден, би рекол, период од човечката еволуција, од аспект на медицина, биофизика и така натаму, каде што немаме конклузивни одговори ние воопште дали радиобрановите не зрачат негативно или не. Би рекол, најголемиот број на студии не можат негативно да го потврдат ова. Всушност тоа се ставови на Светската здравствена организација. Јас по вокација не сум лекар и не би можел да коментирам по-технички околу тој аспект, но она што го знам е всушност дека ние денеска веќе користиме на плејада на бежични технологии. И во мој интервју кој што го имав онлайн, веќе кажав, ако веќе се сомневаме дека 5G е штетно, тогаш 5G би рекол дека во најголема мера или worst case сценарио би бил штетен колку веќе тековните технологии кои што ги користиме. Така што мислам дека не постои простор за паника, објективна научна паника, иако се појавуваат, би рекол, секакви не би можел да коментирам дали се тоа квази или издржани истражувања кои што некогаш знаат да покажат дека зрачењето од радиобранови може ли некако негативно да влијае по човековото здравје, иако како што реков, мислам, Светската здравствена организација децидно засега го отфрла целиот тој концепт, колку што прочитав последно поради цела оваа, би рекол, не знам, цела оваа фобија која што се јавува околу 5G, Светската здравствена организација веќе распижа еден повик за нови истражувања. Они видов 10 области во кои што ќе ги истражуваат ефектите, повторно ќе ги истражуваат ефектите на зрачење од радиобранови и тие заклучоци треба да се некаде готови 2022 година, но генерално Светската здравствена организација колку што прочита, повторно, не очекува дека ќе има некои дискрепанци во однос на она што го знаеме веќе денеска, тоа е дека нема конклузивни заклучоци или показатели дека било кое зрачење од радиобранови е штетно по човек. Да. Лексоска, очигледно е дека овие, како ќе ги наречеме, лажни, манипулативни наративи сепак фаќаат свое место кај народот. Еве, прилогот на почетокот на оваа емисија е типичен пример за тоа колку тие наративи практично успеваат да се вдомат кај луѓето и да бидат користени како објаснување за некакви појави. Што е тоа што вие во вашите анализи можете да го регистрирате и заклучите? Па вака. Прво, целта на секоја дезинформативна кампања е да внесе немир и страв во општеството и да внесе недоверба во институциите и во процесите. Многу ретко се случува оние кои што стојат позади овие дезинформативни кампањи да измислат комплетно нова приказна. Бидејќи
ќе допрат до многу помал број на луѓе, бидејќи тоа ќе биде комплетно измислена приказна. За да ја постигнат твојата цел и за да стигнат до што е можно поголема група на луѓе, вообичаено ги ја користат секоја можна прилика или да речеме слабост на системот или пак слабост на одреден процес и така натака. Сега, од тука коронавирусот и состојбата која што ја предизвикува истиот е совршена можност за нив за да внесат дополнителен немир и дополнителен страф. Како да не е доволно ова што секој од нас го поминува во комплетно изменетото секојдневие наша, па потребно е сега уште нешто за да биде уште пострашно, уште посериозно. Ова значи дека во периодот кој што ни предстои, сите треба да очекуваме дека ќе се појават и други прашања, нема да биде 5G, ќе биде некоја друга тема која што повторно ќе се поврза со коронавирус. Бидејќи едноставно тие дезинформативни кампањи, луѓето кои што стојат позади нив, ја користат секоја можна прилика. Сега во време на пандемија и во време на глобална и светска криза, дезинформациите мора да се разгледаат и од аспект на ризиците кои што ги носат. Прво, доколку луѓето веруваат, да кажеме, во одредени теории на заговор или веруваат дека солена вода или одреден препарат може да им помогне да ја надминат болеста, тоа може да ги стави нив во индивидуален ризик, да не преземат навреме мерки, да не се појават навреме на доктор. Со тоа не само што се ставаат себе си во ризик, него и нивната најблиска околина ја ставаат во ризик. Да се вратам на 5G кампањата. Оно што го забележуваме деновиве на тие Facebook страници кои што се отворија и Facebook јавни групи, забележуваме еден тренд во кој што тролови, можам да објаснам и повеќе за троловите, се појавуваат едните исти анонимни профили, кои што гледаме дека ги повикуваат луѓето на протести или на одредени други действија, или да кажеме го величаат моментот и актот на палење на 5G антените во Велика Британија. Така да, целата оваа кампања носи и безбедносни ризици и заради тоа мислам дека едниот проблем се и луѓето, но и она во што нели тие веруваат, целата мислам дека академска и фела експертска мора да се вклучи во дебатата за да им објасни на луѓето, меѓутоа мора да се преземат и други поконкретни чекори во таа борба против овие лажни наративи. Добро, Манчевски, рековте дека досега се направени 2 теста, како ги нарекувате експерименти, но имате јасен план за тоа како и кога ќе се воведува 5G мрежата во Македонија. Што вели тој план, со каква динамика треба сето тоа да се одвива и кој тоа ќе го прави? Добро, прво да појасниме, двата теста беа комерцијални од страна една компанија, така да не е нешто што ние сме го правиле како држава. Инаку во однос на националниот оперативен бродбенд план, пак ќе кажам, тоа беше еден документ кој што беше донесен на широка јавна дебата, со вклученост на експерти и така натака. Дел од тој план е и планот за имплементација на 5G мрежите. Согласно тој план, планот е кај нас до 2023 година со 5G сигнал да биде покриен еден од поголемите градови, до 2025 година да бидат покриени сите градови, до 2027 година секој граѓанин да има можност за пристап на приклучок мобилен со брзина поголема од 100 мегабита во секунда. И сега тоа значи прилично брз, да кажеме, мобилен интернет, просто кажано. Ова се нашите таргети, но ова е веќе кај нас и на ниво на законска регулатива. Што значи ова? Дека операторите, прво уствари регулаторот, Агенцијата за електронски комуникации, ќе треба
согласно овие периоди да рокови да врши подготовки и да распишува огласи за евентуално пројавен интерес од страна на некој оператор за користење на фреквенции во кои што работат 5G мрежите. Како што каже тоа професорот, се работи за повисоки фреквенцијски обсези од тие што се користат со сегашните мобилни технологии. Ова може да значи дека постоечките два мрежни оператори ќе јават интереси, ќе откупат фреквенции, но не значи, може некој сосема нов, домашен, странски, било кој оператор да се јави и да нуди мобилни услуги од 5G генерацијата. Тоа кога очекувате да се случи? Па значи 2023 година, ако треба да е покриен еден голем град, она што го знам дека беа некакви планови на Агенцијата за електронски комуникации, некаде на крајот на оваа година да почнат постапките за оглас да се распише, да се пројави интерес за фреквенции. Теоретски може никој не се јави да нема интерес, така да треба да видиме што ќе си покаже пазарот на крајот на денот. Може ќе има заинтересирани, може нема да има заинтересирани, но како и да е, граѓаните треба да бидат прво безбедни и сигурни дека што и да се случува, ние ги следиме и истражувањата, и светските трендови, и оно што се случува, како што тоа го правевме и до сега. Како што каже и професорот, Светската здравствена организација нема издадено ниту еден доказ за штетност на овие мрежи. Да, еве, ќе ги почекаме и новите истражувања да видиме што тие ќе кажат, но ја само пак на пластичен начин да им објаснам на граѓаните, ние сме цело време изложени на различни видови на радиобранови, различни видови на зрачење, од радиосигнали, телевизиски, мобилни мрежи, што се не. Животниот век на луѓето денес, споредено со животниот век на луѓето кога не постоја никакви радиобранови и електромагнетни зрачења, поголем. Че денес имаме подолг животен век, што покажува на тоа, јас сум лаик, не сум здравствен експерт, ама од X причини, очигледно е дека овие радиомагнетни зрачења не влијаат толку драматично, барем за да може да влијаат на човековиот животен век. Така што, прво, но да ја смириме и паниката, во моментот немаме активни 5G мрежи кај нас, ниедна, и второ, и ние ги следиме и истражувањата, и светските трендови, и текови, и апсолутно, дека доколку се појави некаков доказ, релевантен доказ, дека има некаков вид на штетност, и ние веднаш ќе пристапиме кон измени на националниот оперативен бродбенд план. Но и треба да се насочиме кон релевантни извори, затоа што вие секогаш ќе најдете исклучоци, научници, па и квази научници. Значи денеска се уште има луѓе кои што веруваат и тврдат дека земјата е рамна. Иако си да знаеме дека не е така, но има луѓе што го тврдат. Така да, дека околу 5G мрежата ние ќе постигнеме општ консензус дека сите сме сложни и заедно, дека нема никаков проблем, нема да се случи веројатно, но затоа ќе мора и ние како општество, и медиумите, и граѓаните, и владата нормално да насочува кон релевантни извори на информации. Да. Професоре Раковиќ, еден од аргументите кој што се користи во оваа дебата, која што главно се одбива на социјалните мрежи, од оние што се противници на воведувањето на 5G мрежата, се наводно примерите на Швајцарија, Словенија и делумно Белгија, како држави кои што се откажале од воведување на 5G мрежата. Имаше една активност и на Агенцијата за електронски комуникации во кој што во текот на тие пилот тестирања на Македонски Телеком се вршеа, би рекол, неофицијални мерења на неонизграчкото зрачење и тој всушност документ е, мислам дека е јавно достапен на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации. Заклучокот е дека всушност она што го има измерено тие пилот тест мерења на Македонски Телеком е дека зрачењето беше некаде 18% од горната граница. Сега ова е само едно мерење, тоа е далеку, да речеме, од нешто што е целосно завршено или што треба да се заврши, но од аспект на, би рекол, штетноста или високото зрачење, некако веќе покажуваме дека дури на локално ниво дека всушност тоа се шпекулации само. И сега да се надоврзам на вашето второ прашање околу останативе европски држави, како што се, например, Белгија, Швајцарија и Словенија најчесто беа користени во овој пример. Следно,
како што рече и министерот, Белгија генерално нема никаков проблем, имаше нека административна блокада со Брисел, таа е веќе и тргната, така што на национално ниво Белгија има распишано лицитација за сите обсези за 5G и се продолжува, они до крајот на 2020 очекуваат дека ќе имаат имплементирана 5G мрежа во некаков вид на цела територија на Белгија, вклучувајќи го и Брисел. Имено овие информации ви се достапни на така наречениот 5G EU портал, кој што всушност ја дисеминира целата оваа информација околу имплементацијата на 5G во цела Европска унија. Ако зборуваме или спекулираме околу Швајцарија, па таму би рекол уште се понеболозни овие дискусии, бидејќи во Швајцарија веќе има над 2000 базни станици или така наречени GNOBIS од петата генерација имплементирано. Свистов главниот нивни оператор има мапа на покриеност на 5G во кој што они веќе тврдат дека 90% од урбаните места во Швајцарија се покриени со 5G сигнал. Што се однесува до Словенија, Словенија се наоѓа, би рекол, во еден исти стадиум како нашата држава, во која што генерално нема некоја голема, би рекол, блокада, не просто блокада. Словенците, ако видите повторно се повикате на веб порталот нивниот, значи на нивното министерство или пак на веб порталот на 5G EU, ќе видите всушност дека Словенија е во процес исто така на подготвување на лицитација за овие обсези за 5G, нешто слично како што и Македонија го прави, така што би рекол дека ние се наоѓаме во самиот терк на како се движи, би рекол, целава технологија из Европа и светот. И потенцирал дека или интерконтинентално веќе 5G е сериозно продрен. Во Америка имате над 5000 базни станици кои што се имплементирани, додека во Јужна Кореја и во Јапонија имате масовна дистрибуција или имплементација на 5G. Веќе Кореја Телеком, главниот мобилен оператор во Кореја, се пофали во април месец дека веќе имаат активни 5 милиони корисници на 5G. Интересно е кога ја споменувате Јужна Кореја, можеби како една од земјите која што е најнапред со воведувањето и функционалноста на оваа нова технологија, дека ова е државата која што можеби и има најмалку последици во актуелната криза со коронавирусот, кога веќе се поврзуваат двете нешта, еве да го кажеме и тоа како аргумент. Тоа е земја со повеќе од 50 милиони жители, мислам, која што има само 10.000 случаи на заразени и околу 230 починати во актуелната пандемија со коронавирусот. Каков е статусот и состојбата со другите земји во Европската унија и другите развиени земји? Ја споменавте САД, Јужна Кореја и Јапонија. Што е со другите држави од Европската унија? Поголемиот дел од државите во Европската унија веќе има делумно или целосно имплементирано 5G. Во некои земји се уште трае тој процес на лицитација или е започнат или се планира да се започне до крајот на 2020 година. Всушност Европската комисија има за своја цел има зацртано дека всушност стратегија дека до крајот на 2020 година секоја земја од Европската унија треба да има стартувано 5G барем во еден од главните, мислам главни, не зборам како административни градови, во еден град од секоја земја, и тука се потенцирани, мислам се излистани сите кои што реално би требало да бидат покриени. Така што би рекол, ако направиме една паралела со развиеноста на една земја индустријски колку е напредна и стадиумот на 5G, всушност постои висока корелација. Колку е земјата по-технолошки и по-индустријски напредна, 5G се наоѓа во понапредна имплементацијска фаза во сите овие земји. И тоа е неминовно. Тие земји кои што први ќе го имплементираат 5G ќе бидат први способни да ги водат сите радикални технолошки концепти како автоматизирани фабрики и така натаму, со тоа всушност и да воведат еден голем буст во самата економија и во GDP-то на нивната држава. Добро. Алексоска, што се главните наративи кои што вие ги среќавате на социјалните мрежи, а се поврзани со 5G, ако можеме да го локализираме тоа на наш терен во Македонија, тоа што се јазици кои што допираат до нас, главно македонски, албански, но многу често и српски, нели? Па вака, кај нас ова приказна се интензивираше во периодот 25, 26, 27 март. И ова исто така не ме изненадува, бидејќи на 27
март Северна Македонија стана официјално членка на НАТО, а исто така тие денови и бевме во исчекување и беше одлучено да добиеме датум за отпочнување на преговори со Европската Унија. Значи, вие забележувате засилување на овие наративи токму во овие датуми? Веднаш по добивањето на одлуката, бидејќи Советот за општи работи заседаваше на 24 март, вие велите 25, 26 и 27, а 27 е денот кога земјата стана членка на НАТО. Да. Се започна во доцните часови на 25 кога беа објавени мислења, и тоа е еден елемент кој што го среќаваме многу често во секоја дезинформативна кампања, кога нечиво мислење како пост на Facebook се пренесува како да е тоа вест. Вестите започнаа со тоа дека Америка го шири коронавирусот преку 5G технологијата, па потоа продолжија со приказната дека има мртви врапчиња. И уште истиот момент кога беа објавени тие вести на одредени портали, на нив им се стави признак дека тоа е заради 5G технологијата. Понатака наративите продолжија на различни подтеми, имаше се и се што, и секако дека ова беа брутални невистини и манипулации со луѓето. Дел од тие портали, различни типови на портали имавме кои што споделуваа вакви вести, но она да речеме што загрижува е што една ваква лажна вест од комплетно анонимен интернет портал беше споделена на 17 различни Facebook групи. Така да, тоа е сериозна бројка и ако се земе во предвид целокупниот обем на вести и да кажеме развиената инфраструктура која што постои на социјалните мрежи преку кои што најчесто се дистрибуираат ваквите лажни вести и наративи, тогаш може да заклучиме дека тие вести стигнаа до огромен број на луѓе. Вториот канал преку кој што беше ставен во употреба беше социјалната мрежа Facebook и тоа не е нешто што не изненадува, бидејќи нашите граѓани ја користат највеќе таа социјална мрежа. Па така, вечерта на 26 и во текот на 27 март се отворија неколку Facebook страници и Facebook групи кои што во период од само 2 дена привлекоа по повеќе од 4000 следбеници. И третиот канал, да го кажам, преку кој што граѓаните беа изложени на овие наративи, беа две онлайн петиции против 5G. Едната петиција успеа во 2 дена да привлече 13.000 подписи. И тоа е на една глобална меѓународна платформа за онлайн петиции. Но зборуваме за 13.000 поддржувачи од земјава, така? Да, 13.000 поддржувачи. И тоа, значи, таа платформа е сосема легитимна, немаме никакви проблеми со незината транспарентност, точно се знаат луѓето кои што стојат позади таа платформа, насекаде во светот се користи за најразлични иницијативи. Меѓутоа, она што е позагрижувачко е што имаше уште една платформа на која што се собраа повеќе од 5300 подписи електронски во тие 2-3 дена. И тоа е една анонимна платформа која што не знаеме кој стои позади неа. И тука би апелирала до граѓаните
многу да внимаваат и со нивните интеракции на социјалните мрежи. Бидејќи многу често оние кои што стојат позади дезинформативните кампањи знаат понатака да ги искористат и злоупотреба нивните податоци. Така што овие бројки, значи кои што ги добивме во еден период од само 2-3 дена и дополнително дел од верувањата на луѓето само зборуваат за тоа дека нашите граѓани навистина беа изложени од многу извори и преку различни начини на ваквите дезинформативни кампањи. Добро, Манчевски, немам слушнато дека имате само уништувачки нагони, планирате да продолжите да живеете во оваа земја, вашето семејство е тука, така, дури ако од тој аспект ја свртиме целата приказна, би требало да логицираме дека не правите нешто, не дозволувате нешто што оди против, најтесниот ваш интерес, а тоа е вашето лично здравје и здравјето на вашите најблиски. Ама апсолутно, и пак ќе повторам дека доколку се појават било каков вид на други релевантни научни докази, дека ние ќе превземеме соодветни мерки. Но согласно она што до сега постои како податок, апсолутно не постои никаков доказ за штетноста на 5G мрежите. Пак значи се работи за неионизирачко зрачење, значи опасно е ионизирачкото зрачење, неионизирачко зрачење. Минимум кој што се разбира во било каков вид на радио Вранови ќе знаева да го разпознае што е разликата. Но еве од емисијава мислам дека може да заклучиме дека решивме мистеријата од прилогот од телевизијата од Штипа, тоа кај се нашите врапчиња, изгледа се во Јужна Кореја, што таму има 5G, овде нема врапчиња, очигледно дека 5G и врапчиња има во Јужна Кореја. Вие рековте за број на заболени, треба да видиме што се случува со ластовичките во Јужна Кореја. Добро, бункер не градите дома? Не, за сега нема потреба. Добро. Професоре Раковиќ, вие што би рекле како некаков сумарум од сето ова во насока на објективизирање и смирување, да речем, на општата јавност? Така, значи, всушност јас би апелирал до граѓаните всушност да не подлегнуваат прво на секакви лажни вести, секогаш да уклучат еден, би рекол, природен личен филтер во одбирање на кои вести ќе се верува. Она што секогаш за мене би требало да е меродавно, тоа е кој е кредибилитетот на изворот на информација од каде што доаѓа таа, и тоа би било основно добро за да можете да извлечете некои, би рекол, универзални или заклучоци околу било кој аспект технолошки, не само околу 5G. Што се однесува до 5G, би повикал на смиреност и повторно граѓаните да се информираат од меродавни институции или од меродавни линкови. Всушност именно јас секој ден седам во лабораторија и се зрачам со различна плејада на бежични технологии, па за сега дури и косата ми стои на глава. Така што мислам дека нема потреба, како што рече министерот, да внесуваме дополнителна паника околу делот кога станува збор веќе и за неионизирачко зрачење. Именно тука би се надоврзал само и за некои останати типови на технологии кои што ги користиме, како што се и во ионизирачкиот дел, како што е на пример рентгенот или како што е на пример делот за МРА или кет скеновите. Мислам, тоа со факт знаеме дека ни штети, а сепак го користиме. Поентата е да ги знаете оние горни лимити на изложеност на било какво зрачење, и всушност постои едно такво меродавно интернационално тело кое што се занимава со ова, и всушност Република Македонија како и Агенцијата за електронски комуникации всушност ги спроведува истите тие нормативи од ова тело за неионизирачко зрачење. Исто така би сакал на крај само да се надоврзам околу делот, испадна и доста спекулации дека 5G или 5G е некоја си технолошка пропулзивност на НАТО и така натаму. Само еден фан факт за граѓаните, тоа е од 5 најголеми производители на 5G опрема.
4 од тие 5 всушност се од ненато земји, а двата најголеми или оние што веќе најдобро котираат во секторот за 5G за имплементација се всушност од Кина, така што Кина и НАТО ми немаат баш некоја корелација и мислам дека со тоа сузбиваме уште еден од оние аргументи за ширење лазни вести и поврзано со било какви теории на заговор. Алексоска, деновиве на социјалните мрежи, пред се на Фейсбук ми се чини, доминира и доминантно се споделува едно видео кое што е титлувано на српски јазик од еден господин кој што зборува на англиски и ја открива наводно вистината и позадината за 5G, но видеото има огромен број споделувања и огромен број гледања. Претпоставам дека го имате анализирано. Да, за жал го видовме на многу Facebook страници, групи, дури оние луѓе кои што се задолжени да ги администрираат тие Facebook страни или групи, да ја држат дискусијата жива и да ги држат луѓето ангажирани. Ги гледаме истите анонимни профили како го споделуваат тоа видео. Теоретичари на заговор постојат секаде, секогаш постоеле и ќе постојат. Меѓутоа проблемот се јавува кога од страна на тие тролови, тие кои што имаат задни намери во целата оваа работа, е кога тие луѓе на обичните граѓани, на нас, значи ни ги представуваат како авторитети. Никој нема време да земе, да седне, да истражува, да анализира и да гледа. И тука е основниот проблем. Инаку тоа видео, откако беше објавено на социјалните мрежи во Велика Британија, Facebook и YouTube го отстранија заради очигледни причини, но за жал кај нас и во нашиот регион продолжува да се шири најмногу од Facebook страници кои што чисто администратори се од Србија. Го истраживте ли тој господин? Кој е тој господин кој што зборува на видеото? Значи, тоа е теоретичар на заговор, кој што е против вакцините и мислам дека стварно нема потреба да збориме во момент на светска пандемија кога сите ние чекаме вакцина за да може да си ги вратиме животите во нормала. Но она што сакав да го кажам е дека ова не е единственото видео кое што го гледа нашата јавност, кое што е титлувано на српски јазик, дека и голем дел од вестите кои што ги видовме и кои што дојдоа и линкови доаѓаат од Србија, така да исто така да упатам еден апел до нашите граѓани да се држат до нашите официјални извори, да се држат до нашите официјални лица, да побараат одговори од наши професори, стручњаци и многу да бидат предпазливи и да внимаваат со целиот контекст кој што доаѓа од соседна Србија. Добро, при тоа ништо против србите и против српскиот народ се разбира, ниту против државата. Така е. Да. Добро, ви благодарам на сите што вечерва бевте дел од 360 степени. Ние ќе направиме уште една пауза, па ќе ја видиме саботажата. Постои повлијателен и попознат форум на кој се дебатираат глобалните текови и нивното влијание врз светските случувања од оној пред кооперација.
Таму будно се следат дури и најновите технолошки достигнувања и низ профилирана дискусија се изведуваат заклучоци од кои се согледува клучниот проблем која предизвика пандемијата. Ставија у Скопје G5 антената, 5G, тие како ја викат, 5 giga. Ставија у Куманово 5 giga, гледаш почнаа да мреат народо. Тоа Г-то да го нема, порно ќе биде. Тоа G од секогаш било проблем, особено по наоѓањето на неговата местоположба. Некои што знаат каде е, сметаат дека треба задолжително да се чепне, оти само така може да се обезбеди пошироко заемно чувство на кејф, особено кога се кризни времења. Владата не смее да остави финансиски мокници и столбови неначнати во оваа смисла, таа бега од диалог со банките и притисок кон банките, кои се организации кои се единствено профитабилни као цркви и џамии во пустиња, работат во еден источен предел кај што има костури во песокот, како што сме ние сега, тие работат како катедрали. Прашањето на тврд или мек пристап при преземањето радикални мерки за откривање на точката на општо прифатено задоволство неизбежно мотивира различни толкувања за нивото на демократија, чие респектирање е особено важно во вакви услови. Оттаму презентацијата на нови докази јасно ја открива новата дефиниција за репресија. Мислам дека чекориме кон тоталитаризам. Едно е да објасните вие со Комисија за заразни болести на луѓето дека треба да останат дома, дека треба да имат хигиена, друго е да ги затворите со сила и да ги казнувате со по 2000 евра. Пензионерите да им дадете 2 часа, а на тие што чуваат кучиња да им дадете не знам колку пати да излегуваат додатно. Оправданата неправда наместо тоталитаризам често пати се толкува и како грижливост, оти не може баш секој да направи јасна дистинкција. Особено оние кои биле погодени и од заразата, ама и од лажната вест која им предизвикала дополнително расстройство, па не успеваат да прецизираат, а за каков сој станува збор. Малку бев вознемирен, многу. Не знам дали има некои, дали се тоа луѓе или се суштества или не знам како да ги наречам више. И на крајот за тоа кога навистина веќе не постои адекватен јазик кој би допрел до таа точка која безобразно јасно го изразува своето самоволие. Имате изјава од техничкиот премиер кој што смета дека граѓаните ќе треба да и можат да се причестуваат со едно лажиче, сега ние сме конкретно во изолација. кажа дека државата не може да ги затвори црквите и А може кафаните? И верските објекти. Значи, а кафаните ако се регистрираат како верска заедница, например? Наместо мудри чувари на здравието, душата и верата на оние што ги пречекуваат, тие долеваат како да се несовесни меанџии, не баре храмовите се кафеани, кои ќе се затворат ако немаат гости. Социјалната дистанца не предпоставува никакво отуѓување од Бога, туку од оние кои имаат регистрација на објект во кој настапуваат и организираат приеми во негово име. На сите православни верници кои што го слават Великден, честит празник. Ние повторно ќе се видиме наредниот петок, в понеделник, поради празникот ќе нема емисија. Пријатно.